Жените од секогаш сакале да се украсуваат со накит, а ако е рачно изработен, тогаш накитот и модните додатоци кријат во себе посебна љубов и посебна приказна. Во следниве минути дозволете да ве запознам со една креативна дама која ни доаѓа од Охрид, Билјана Тодоровска. Повеќе од деценија и пол се занимава со изработка на накит во неколку различни техники и уникатни брошови. Билјана, здраво. Здраво. По професија си инаку хемиски техничар, но нашето внимание го привлекоа твоите убаво изработени обетки, брошеви, огрлици. Кога всушност започна да изработуваш собствен накит? Собствен накит изработувам околу 16 години. Акцент на сутажот е последните 14 години отприлика. Идејата дојде сосема случајно. Во обид да си изработам некој унипарче накит за себе, почнав да изработувам други техники на накит. Меѓутоа, по потрага по нешто многу поинтересно, на интернет случајно сретнав техниката сутаж. Она што најпрво ме привлече кај сутажа, во моето истражување разбрав дека е ова руска техника, што се користела во нивните униформи, подоцна и во Франција, но она што мене најмногу ме привлече беше сличноста со нашите македонски везови и некои елементи на нашите народни носии. Поправиме ако грешам, но мислам дека оваа техника ретко се работи во Македонија. Па така, ова е едно од најретко застапените техники кај нас и тоа ми беше голем предизвик да јас почнам да ја изучувам оваа техника и што повеќе да ја популаризирам. Зошто ја има ретко? Дали е техника која што е тешка за совладување и за работа? Да. Ова е една од најсложените техники за изработка, бидејќи потребна е голема умешност, голема прецизност и многу време за да се изработи едно парче накит. Но тоа не беше причка за тебе да ја совладаш мощно и успешно оваа техника и така да започнеш да ја плетеш твојата собствена приказна, која што резултираше со ателје каде што овие уникатни рачни изработки може да ги најдат посетителите во нашиот убав Охрид. Така, почнав да ја изучувам на интернет, потребно беше подолго време и многу неуспешни обиди и голем беше предизвикот за наоѓање материјали во тоа време, но со голема упорност, со голема посветеност почнав се почесто да ја изработувам. Така започнав и да учествувам на базари. Во тоа време ми се случи мојата прва самостојна изложба во галеријата Робевци во Охрид и потоа уште една во спомен домот браќа Милдиновци во Струга. За после 12 години го отворам својот бутик ателје Брило, каде што ги изработувам и каде што ми се изложени сите мои изработки. Бутик ателјето Брило се наоѓа во срцето на старата чаршија во Охрид. Да, бутик ателјето Брило е во позната старата турска чаршија. Знаете, тоа е место каде што порано било занаетчиска чаршија и сето тоа многу убаво ми се вклопи тука. Да, и прекрасно е што еве и во ова модерно време има такви креативни луѓе што повторно започнуваат занаети и им нудат можности на домашните, но и на странските посетители да си заминат од Охрид со нешто што е направено со љубов, со труд, со трпение, рачно изработено и она што е уникатно. Каков се вид на модни додатоци изработуваш, Билјана? Најчесто најспецифични и највпечатливи се огрлиците. Изработувам и обетки, брошеви, сето додатоци на облека, дури некои додатоци по нарачка. Може да биде бразелетни, може да биде обетки, огрлици. Каков материјал се користи при изработка за накитот, затоа што овдека гледам интересна комбинација и на камења, и на конци во разни бои, и на други мали ситни монистри, значи што се користиш?
За изработка на сутажот се користи специјален сутаж гајтан. Се изработува со помош на шиење. Јас користам рибарски конец за шиење и при неговата изработка се вметнуваат, се заробуваат едноставно разни камења, монистри, често користам и материјали од природата, езерски камчиња, можно е дрвциња некој. Се оно што може да се вклопи, јас го користам во изработката на моите изработки. Кој покажува поголем интерес и кој најчесто купува ваков вид на накит? Дали ние од тука, од Македонија, или можеби туристите и гостите од странство? Па пред известно време кога почнав со работа, беше многу малку застапена рачните изработки и помалку модерни. Сега некако во последно време накитот стана неизбежен дел за модерен изглед на секоја модерна жена. Нашите се заинтересирани, но секако интересот на странците е многу поголем. Освен обитките и огрлиците, ги спомнавме и ги гледаме тука на маса брошовите, приказната која што започна своевремено како Билјана Handmade Jewelry, потоа се разви и стана бутики и ателје Брило. Па ќе те замолам да ни ги представиш Брило девојките кои што би рекла дека се посебно заштитен знак на твојата работа во последно време. Да, со отварањето на бутика ателјето Брило во Охрид се роди идејата за изработка на брошеви од реупотребени материјали. Така настана така и Брило девојките, кои што сте многу популарни во последно време. Еве, тоа се тие Брило девојки, а тука имаме една стилизирана баш во македонски етностил и многу често ја користиш традицијата како инспирација во изработката на накитот. Да. Традицијата како инспирација во накитот ми е уште од детските денови. Во тоа време, во нашиот дом, како и во многу домови во мојот крај, специфично беше да се изработува чеиз за секое женско дете. Така, мојата мајка ми ја внесе љубовта кон македонските везови и уште многу мала јас почнав да ги изработувам и до ден денес тие се моја голема инспирација и многу ги применувам јас во моите изработки. Сега, она што е исто карактеристично за овие Брило девојки, што се составени и изработени овие брошеви од материјали кои што навидум на останатите не им требаат, односно материјали кои што би завршиле во отпад ако не е твојата креативност. Така. Најчесто собираме од други ателјеа, дали кожарски дуќани, дали за материјали дуќани, ги собираме неупотребливите парчиња, ткаенини или кожа и ги употребуваме за изработка на Брило девојките. Во последно време многу е популарна и онлайн продажбата, па верувам дека и по пат на социјалните мрежи овие твои прекрасни изработки стасуваат во многу домови или во рацете на многу дами кои што сакаат да постигнат уникатност, додавајќи нешто од твојот репертоар, ајде да асортиман поточно, дали расте низ годините интересот? Да, секако. За разлика од моите почетоци до ден денес, посебно во зимскиот период, кога раздвиженоста е помала воопшто во моето ателје, продажбата се врши преку социјалните мрежи, преку мојот Инстаграм профил и Фејсбук страница Билјана Handmade Jewelry. Предпоставувам дека немаш точна бројка колку многу парчиња накит си изработила за овие долги 16 години и веројатно немаш ни представа колку точно од нив се тука кај нас во Македонија, а еден добар дел се и надвор од границите на нашата земја, но сигурно си горда што успеа да изградиш еден ваков атрактивен бренд по кој што стана препознат.
Па, бројките се огромни на моите изработки, веќе јас не ги бројам. Само знам дека голем дел од изработките се во странство, бидејќи имаме многу клиенти во Охрид од странство. И за мен еден посебен момент е, бидејќи председателката на нашата држава има моje парче накид во својата лична колекција. Навистина прекрасно и мило ми беше, Билјана, што можевме со нашите гледачи да споделиме една ваква креативна, успешна и убава приказна. Прекрасен пример си за дама, за жена која што успешно својата креативност и уметност ја преточила во вакви убави парчиња. На твојот бренд ќе му посакам успех и понатака, а што повеќе дами да имаат во своите сопствени колекции од овие уникатни парчиња накид, Билјана Handmade Jewelry. Благодарам на поканата.